Смртноста од COVID-19 алармантна. 86 пациенти за само 3 дена ја изгубија битката со вирусот. Секојдневните илјадници новозаразени ги преплавуваат и болниците. Со тоа се реорганизираат уште поголем број на клиники и оделенија во болниците ширум државата, кои се пренаменуваат во ковид центри. Тука се поставува прашањето кој и каде ќе се лечат не ковид пациентите. Ке има ли спас за останатите болни во државата? Дали македонскиот здравствен систем е на чекор до целосен колапс? Доктор Ангелчо Ѓорчев, интернист и пулмо-алерголог, за Алфа алармира дека негативната селекција на кадри во комисијата и оние кои носат одлуки ќе не чини многу. Треба способни луѓе на право место. Негативна селекција на квалитет. Што прават директорите? Што иницираат тие? Што направија тие? Во таква ситуација која вие имате негативен резултат, треба да ги барате причините. И првиот човек треба да ги бара причините. Каде се? Биле виновни матичните доктори. Ви се молам. Каква е таа констатација? Да навредите цела една фела. Матичните доктори завршиле медицински факултет и практицираат општа медицина. Тие треба да знаат да постават дијагноза, да дадат соодветна терапија, кај наједноставните случаи. Ако има потреба од специјалист, ќе го путат кај специјалист или директор на интензивна нега. Што добија тие матични доктори? Пулс оксиметри кои што се 5 пари, нема за да може да отерат тежината на снабдувањето со кислород кај овие болни. Болничките кревети не се трошат рационално, алармира и доктор Ленча Нелоска, експерт по јавно здравје. Многу разлика има од еден до друг болнички кревет, нели? Европа збори за број на болнички кревети на интензивна нега. Ние цело време збориме се отвараат, не знам, на кожно, на нефрологија, на нервно се отвараат. Колку тие кревети се кревети за интензивна нега? Колку од тие луѓе што работат таму се обучени да работат таму? Недостигот и честите ротации на македонскиот кадар дополнително ја отежнува состојбата. Секојдневно се жалат лекарите, но и пациентите. Последни беа хирурзите од градската општа болница 8 септември, откако од раководството на болницата им била издадена наредба по двајца лекари од секое хируршко одделение да се приклучи кон лекување на болните од COVID-19. Хирурзите стравуваат од грешки за да ги лекуваат болните од корона.